Согласно одлуката на владата за прогласување на кризна состојба во општините Дебар и Центар Жупа и иницијативата на владата која што председателот Пендаровски ја одобри, веќе од денеска армијата е подготвена да се стави во поддршка на цивилните власти, на Министерството за внатрешни работи. Денеска сме тука во гарнизонот, во касарната во Тетово, каде што втората екипа која што заминува за Дебар е веќе подготвена. Во изминатиот период многумина во или надвор од државата сметаа дека не треба брзо да се влечат потези и не треба да се биде многу радикален. Ние како влада го имавме различниот став. Сметавме дека клучот, решението на ваква криза е во брзите реакции и понекогаш навистина брзо носевме прилично рестриктивни одлуки. Се покажа дека тоа било добро и се покажа дека заради тоа успеавме бројката до сега да не ескалира драматично. Како влада ќе продолжиме да носиме одлуки кои што на прво место ќе го стават здравието на граѓаните. И затоа, иако армијата никогаш не треба да биде прва институција која што ќе реагира, брзо побаравме ангажман и армиски. И сите ресурси ги ставаме на располагање за да помогнеме што е можно побрзо да се справиме со оваа епидемија. Она што станува јасно е дека кризата можеме да ја совладаме само ако сите се придржуваме кон препораките. Само ако сите направиме максимум. Институциите покажаа навистина многу завидно ниво на способност, на координираност и на брзина во реакциите. Сакам да се заблагодарам особено на здравствените власти, на здравствените работници, соработници, на граѓаните кои што даваа поддршка за огромниот труд кој што го даваат сите овие денови. И убедена сум дека и армискиот дел, како и останатите делови во државните институции ќе го направат истото. Повикот кој сите го испраќаме до граѓаните е сите да се вложиме себе си во оваа акција. Заедно можеме да го победиме коронавирусот. Меѓутоа само ако ги почитуваме препораките, ако ги почитуваме забраните и ако направиме се да се заштитиме и себе си, и своите најблиски, а со тоа и целата држава. Сакам да честитам и на Генералштабот и на сите команди за брзата реакција. Практично одлуката беше донесена од страна на председателот доцна вечерта и веднаш се пристапи и кон тревога, и кон ангажирање на персоналот, и кон обезбедување на целата логистика, храна, вода. Денеска е веќе направена една прва контрола и извидување од воздух на линијата каде што ќе бидат ангажирани армиските сили и веќе е почнат транспортот на еден дел од нашите сили. Стоиме на располагање и како и досега ќе покажеме дека армијата е институција во која граѓаните со право имаат доверба и на која што можат да сметаат.